Почитувани, добар ден, ја следите Црвена линија. Денеска на 4 март, светскиот ден на дебелината во Црвена линија, ќе зборуваме за се почестиот проблем со децата со прекумерна телесна тежина. Дали станува збор за здравствен предизвик, последица од модерниот начин на живот или можеби за подлабок општествен неуспех. Во време на екран и намалена физичка активност и се помалку системски решенија, која носи одговорност? Родителите, институциите или сите ние? Дали државата треба да воведе посилни политики за детската исхрана и физичката активност? Тоа е она што денес ќе дискутираме, почитувани со вас, и секако ќе потсетиме да бидете на самиот почеток активни во однос на можноста да се вклучите и во анкетите на Црвена линија. Анкетите редовно за секоја една тема за која што зборуваме со вас ги објавуваме на Инстаграм. Што значи треба да го заследите нашиот профил на Инстаграм, Црвена линија, но секако и профилот на Телма телевизија. Што не заследите, веднаш кликнете на Инстаграм стори и дадете одговор на следново прашање. Децата со прекумерна тежина се под А здравствен проблем или пак под Б општествен неуспех. Кликнете на полето кој што го содржи вашиот одговор. Анкетата ќе трае како што трае во текот на целиот ден, ќе продолжи додека трае Црвена линија. Потсетувам, додека траеме, се уште имате време и да не заследите и да дадете одговор, а резултатите редовно ги објавуваме кон крајот на секој едно издание на Црвена линија, пресметани во проценти. На самиот почеток да ве потсетам и укажам, особено на оние кои што можеби од неодамна не следите или можеби почнувајќи од денес, ве каниме на оваа дискусија. За да учествувате во Црвена линија треба да го завртите бројот 02 307 0005. На самиот почеток ќе повторам, исклучително важно е да е целосно намален и тонот на телевизорот. Бидејќи ако не го сторите тоа, ќе се исклучите, неретко се случува тоа, бидејќи нема да имате увид дека сте веќе во програма и ги очекуваме вашите одговори. Секако не користете интерфон, спикерфон, ништо од тоа, туку само зборувате преку телефонска слушалка. На самиот почеток да го погледнеме прилогот на Тамара Марковска. Дури 31% од децата во Македонија имаат зголемена телесна тежина, а 14 од нив се со прекумерна, покажува студијата на Европската иницијатива за следење на дебелината кај децата. Истражувањето фатило деца на возраст од 6 до 9 години. Конзумацијата на нездрава исхрана и сокови, мал внес на овошје и зеленчок, како и долгото време поминато пред екрани се причини за високата стапка на дебелина. Националното здружение за дебелина алармира дека прекумерната тежина е сериозен проблем кај целото население. Најтешкиот возрасен човек во земјава има речиси 200 килограми. Во моментот имаме соусловен буџет, благодарение на Фондот за здравствено осигурување на пациенти кои што се со класа 2 и 3, значи фармакотерапија за таа група на пациенти, и пациенти со класа 3 исто така со клиниката за абдоминална хирургија за 30 пациенти исто така со условен буџет за слив гастректомија, односно байпас хирургија. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски нагласува дека лековите и хирургијата треба да бидат последна опција, а клучот е во промената на животните навики. Тој предлага во пијалоците и брзата храна да има помалку шеќери и калории, или пак да се зголеми цената на овие производи. Треба да биде третманот дали со лекови или бариатрични, само крајно решение за луѓе кои се веќе со коморбидитети, за да им солесни состојбата, некако нели ќе јадеме колку сакаме и после ќе се напиеме 2 таблети и се ќе биде во ред. Според светските податоци, над 1 милијарда луѓе во светот живеат со дебелина, што го прави проблемот глобален предизвик.
Почитувани, сега кој е време да ве слушнеме вас, оние кои што малку можеби подоцна се вклучивте, денеска Црвена линија ве прашува дали државата треба да има посилни политики за детската исхрана и секако физичката активност. Пред да започнеме со вклучување на гледачи во живо, напомена за оние кои што можеби нема да успеете да не добиете денес, просторот каде што можете да бидете активни и да секако бидете дел од Црвена линија и на социјалните медиуми. Покрај анкетата на Инстаграм ве канам секако својот одговор, став да го споделите со гледачите и следачите на Црвена линија на Фејсбук. Еве како изгледаме таму, веќе пристигаат и првите коментари, бидете активни, секако коментарите, односно вашите одговори, ќе ги читаме меѓу вклучувањето гледачи. А сега да почнеме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Еве, дали државата треба да има посилни политики за детска исхрана и физичка активност? Треба да има, Тина. Јас сум стар по години и професор сум бил. И јас знам како е тоа. Родителите треба да внимаваат што му дават на децата. Да не се фале дека се богати. И со богатството ќе расипет и децата. Од родителите се раде децата. Од богатиот се раде и државата. Така е, Тина. Добро, благодарам. Добро, дали е тоа се? Не ти кажам. Треба да се внимават на јадењето. Дали може би да е потребно да се има и повеќе физичка активност и дали сметате дека и државата треба да има посилни политики за детската исхрана и нивната активност? Требаше, по време на Југославија имаше така. По време на Југославија, кога бев јас, имаше храна во училиштата, ама храна оригинална, не оваква. А ја како млад, кој ќе станев на бајле, трчав од Биџево до Ложани и назад. Движењето е здраво за организмот. Јас сум роден 1946 година, а уште сум жив. Да сте ни здрави. Благодарам, да сте ни здрави и живи. Сега со вас почнуваме, а понатаму продолжуваме и прашуваме. Иднината е во младината, но факт е дека денеска, еве на 4 март, кога се одбележува Светскиот ден на дебелината, одлучивме во Црвена линија темата токму да ја посветиме особено на оние кои што се можеби и најзасегнати од оваа проблематика, односно за тоа што се поголем и почест е проблемот со децата со прекумерна телесна тежина. Каде го гледате изворот на појавата на овој проблем? Дали можеби е последица на менувањето на животните стилови, односно на што го живееме во ова ново современо време? Дали е можеби тоа за вас можеби и подлабок општествен проблем? Останува да ве слушнеме. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види, ја мислам дека у литиумот е проблемот. Со овие тротинетиве што ги измислија, кои се на батерии, а тоа е литиумот внатре ставен. И што се ќе се запаркава, ќе зима велосипед да вози или ќе иде пешки до некаде да се размаза. Вака товари се на тоа тротинетот и ќе поднесе кај сакаш. И ќе те врати кај сакаш. Според вас, еве, дали државата треба да има посилни политики за детската исхрана и секако нивната физичка активност? Види, државата многу е гајле за нас и за децата и за све. Они гледаат, ако има нешто да стават у джеп од некој кредит што ќе земат, да поделат меѓу себе тамо министри, тамо партии, кои се, што се, како се. А знаеш, абе мува не ги лази у поглед на друго нешто. Ниш не му се секираат. Само за себе. Па гледај ги како ќе дадат на функција по нив, гледај ги. Е него тој Николовски Александар. Гледајте колку се стори, не го гледат. Пред да стапи на функција колку беше битко момче, тенко, а сега види го. Ајде не кажам некој погрдан збор. Гледате ли колку се зголеми? Не, па не кажав, не.
Јас сум културен, нема така. Ајде за анкетата, децата со прекумерна тежина се здравствен проблем или општествен неуспех? Па претежно општествен неуспех. Благодарам за одговорите и секако за дадениот одговор во анкетата. Посетувам почитувани за следете на Инстаграм и одговорете на прашањето. Децата со прекумерна тежина според вас се здравствен проблем или резултат на општествен неуспех? Добар ден. Добро, продолжуваме понатаму. Секако пристигаат многу коментари, но ќе ве потсетам да бидете активни и на Facebook. Темата за која што зборуваме денес е објавена како кај нас на нашиот профил, така и на профилот на Телма телевизија. Денеска зборуваме за нашата иднина, односно за нашата младина, која што во последнава особено деценија е изложена на еден поинаков здравствен предизвик, односно не случајно и одлучивме денес темата целосно да биде посветена на младите, на најмладите кои што секако се соочуваат со предизвик, а тоа е прекумерна телесна тежина. Од каде инспирацијата за оваа тема, не само поради ваквата зачестена појава, туку и поради денот. Ке подсетиме, денес е 4 март, светски ден на дебелината во црвена линија. А секако младината е нашата иднина и од вас сакаме секако да слушнеме дали всушност децата со прекумерна тежина се здравствен проблем или општествен неуспех. И каде тука всушност државата може да стимулира и да има посилни политики за детската исхрана и секако за нивната физичка активност. Јас ке се обидам уште еднаш. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Еве вака сега. Прво, во однос на дебелината кај дечињата, па не само кај дечињата, кај возрастните, е недостаток на нашиот здравствен систем. Како што се доктори кои што можат да одредуваат правилно користење на витаминска терапија или суплементарна терапија. Поточно, родителите, бидејќи нивните дечиња не јадат тоа во едно друго, на своја рака или па по препорака на одредени матични лекари кои немаат познавање, и да им купуваат мечиња, знаете тие витаминчињата мечиња со животинчиња на своја рака. Леле, детето не ми јаде, ајде му даме на витаминче, а уште едно, и тоа е продукт на дебелење, бидејќи неправилно се дозираат тие витамини. Затоа во развиените земји постојат такви лекари кои што со тоа се бават. А иначе во однос на дебелината, кај политичарите се дебелини бидејќи имаат ефтина храна. Ние социјалните случаи немаме таква ефтина храна на јаде. Некогаш има тие во собранието, во владата, како се бифтечиња, ќостенциња, мофтенциња. Нели ги гледате кога дојдоа бе изгужвани, сега се како двокривни плакари. Тоа е тоа. Ви благодарам, имајте убав ден. Благодарам, секако и продолжете да не гледате понатаму. Ние понатаму, она што сакаме да споделиме со вас е секако дел од разговорот поточно кој што го водеа во утреска на Телма, нашите драги колешки Ивана и Цеца, разговараа токму на оваа проблематика на светскиот ден на прекумерната телесна тежина со професор доктор Драгица Зенделовска, која што е еминентен нутриционист, и секако доктор Маја Милованчева. Така да во следните 3 минути погледнете и слушнете што рекоа тие. Ти викаат ослаби, па дојди да те оперирам. Значи, влегуваме во еден круг. Да. И затоа кажувам, се е тука поврзано. Влегува дебелината, влијае на депресијата. Тоа што спомна. Значи имаме депресија, имаме прејадување, затоа што бараме никој во депресија не јаде броколи и боранија. Значи сите јадат или чипс, или смоки, или комфортна храна. Таа комфортна храна се знае дека индустријата за да постои става материи кои прават зависност.
Не се тоа шеќерите дека прават само зависност, него материите што се дополнителни за да се продаваат тие. Вие кога ќе отворите едно пакетче чипс, вие не можете да престанете да јадете додека не го изедете. Значи тоа е тоа што се прави за да стане човек зависен од таа храна. И тука се затвара кругот. За депресија потоа се примаат лекови антидепресиви, кои лекови антидепресиви не кај сите и не сите лекови може па дополнително сега да влијаат на апетитот, на чувството на ситост, нели? И повторно кругот ви се затвара. Недостаток на сон. Повторно истото. Недостаток на сон се станува ноќе, се јаде за да може повторно да се заспие. Сабајде кога ќе станете се уште погладни, повторно јадете. Станувате дебели. Тоа ви пречи сега, влегувате во една стресна ситуација, тоа ве оптеретува. Самото тоа што сте дебели не се бендисувате така естетски, ве тера повторно да јадете од стресот. Кортизолот се лачи. Кортизолот е хормон кој се лачи од надбобрежните жлезди и влијае на, односно управува со метаболизмот на шеќерите и мастите. Така да се убаво целата приказна повторно ви се затвара. Затоа што центарот за сон, што е во мозокот, да не зборувам сега са медицински изрази, се наоѓа многу блиску до центарот за ситост, за храна. Значи, секогаш кога вие сте со недостаток на сон, ви се активира и центарот за апетит, за храна. И вие секогаш кога имате, сега ќе се најдам и ќе си легнам. И тоа е точно, баш заради тоа, што тие два центри се еден до друг. И комплексна е целата слика. И поврзана. И поврзана. Затоа кажав, значи сите ризик фактори, сите болести, на крај стануваат и компликации. Или се ризик фактори, или се компликации од дебелината. И затоа е потребен тој холистички пристап. Од една страна медицинскиот, од една страна психолошкиот момент, бидејќи се повеќе сега дебелината се лекува со психотерапија, односно се делува на основните почетни проблеми кои можеби се јавуваат уште во семејството, зошто довеле до тие лоши навики за исхрана, за невежбање, за седентарен живот, за поминување на време во јадење и скролање по телефони, нели? Кога младите се помалку се дружат, него сите се, ако ги видите, сите седат, пијат кафе и се на телефон, никој со себе не комуницира. А ние денес ве прашуваме во Црвена линија дали државата треба да има посилни политики за детската исхрана и физичката активност. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, најверојатно, еве, ке почекаме и вчера имавме малку блокада на линијата, сосема разбирливо, а верувам дека особено секој ден од вас, вклучувајќи ги гледачите кои што до сега беа вклучени во ово издание на Црвена линија, имате одговори, всушност не е лошо и да слушнеме од вас каде го гледате решението. Бидејќи, она што загрижува е дека дури 31% од децата во Македонија имаат зголемена телесна тежина, а 14% од нив се со прекумерна тежина. Така да ова го покажува последната студија на Европската иницијатива за следење на дебелината кај децата. Истражувањето опфатило деца на возраст од 6 до 9 години. Па еве, според вас можеме и да слушнеме каде всушност го гледате факторот на ваквата појава, дали е тоа во конзумацијата на нездравата исхрана и сокови, дали тоа го гледате и во генерално нешто со што е засегнат и глобално светот, односно модерниот човек, неговиот стил на живење и всушност колку државата е таа која што треба можеби да има посилни политики за детската исхрана и физичката активност. Можете сега кои повозрастните генерации еве да ни откриете како некогаш всушност кога и немало волкав процент на деца со прекумерна телесна тежина, како всушност општеството реагирало и се справувало со проблемот на прекумерна телесна тежина.
Па добар ден. Добар ден, Тине. Поздрав до вас, да ве слушнеме, еве, како беше некогаш, а како е сега и дали државата е таа која што треба да има посилни политички, политики на искрена и физичка активност? Вака сега ја се кажам. Вака се кажам. Јас сум сега од постарата генерација. Разбираш? И знаеме ни порно как се живееше. Ние сме земјоделска града, сега од Кавадарка е улов. Ве слушаме, продолжете. Ја сега, ама сега државата ништо не се интересира. Се се запусти Тине. Многу му е гајле да функционерите и живат големи плати и многу му е гајле. А треба секој човек да си воде евиденција. Еве ја ако су се спомнати кусор години, секоја бе по 6-7 км по часот на паркот у Кавадарци. Имаш луѓе, нека да мрдат, да најават и се лекат и извинени травологи. Така не треба движење, да пешатат, да одат и кръвта циркулира и телефон, кога се дојде дома и се јаде, и апетит и врзаче, а оваа била, само телефоните, кога изпрнава, и мобилни телефони, плезо, не ги мрзе, да се подигнат од телето. И да го поздравам, организацията, поте, само бабу кажува, да они Николовски, Потоки, ја воле тана е стана, умка виле у тоа, јој се дебели. Благодарам за јавувањето, но една напомена и не подсети на некој начин гледачот. Ги поздравуваме сите сега кои што не следат во моментот од Кавадарци. Почитувани, јас верувам пред се дека ќе имаме и гледачи кои што еве ќе посакате, може би за прв пат да се вклучите во контактната емисија на Црвена линија. Ве охрабрувам за тоа, сепак темата за која што зборуваме е нашата иднина, тоа се младите, децата и па и генерално и младината кои што еве некако се на удар да забележуваме проценти на деца пред се загрижува тоа што возраста од 6 до 9 години кои што не е мал процентот кои што страдаат од прекумерна телесна тежина. Но за учество секако ќе напоменам целосно да го намалувате тонот на телевизорот и да не користите интерфон или спикерфон. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Па ајде, како беше некогаш, како е сега? Ало, Тимче, слушаш ли ме? Дај ве прашувам, како беше ве некогаш, како е сега? Зошто имаме деца со прекумерна тежина? Овде еден дедо од 80 години, тогаш беше добро, имаше физичка активност. Работеа младите инженјерелие и произведува. А сега не работат ништо, него идат само на тие правите само. И јадење, калорично јадење и за тоа се дебело. А овие политичарите поли без пари јадат само у собрание и така и они се дебело. Сега најслаби смо ние. Сакате да кажете дека политичарите се повеќе изложени дури на прекумерна телесна? Да, на ризик се они. На ризик се изложени, така. Изложени се, јадат джабе, кага јадат. Знаеш, таму собрание, знаеш ти, за 50 денара да јадеш јадење, тоа е успешна работа. И заради тоа. А иначе младата генерација треба државата да има програма, да има и физичка активност, а и да има богата калориска исхрана. Тоа е работа. А Тинче, да те прашам само, од ја имам внука се вика Тина, од Христина ли изведено твоето име или? Не, моето право име е само Тина. Само Тина. Само Тина. Од ја мојата внука се вика Христина, а за тоа ти викам ја викаме Тина, ама значи изведена од Христина. Добро. Така да ја поздравите внуката и благодарам сега го што бевте активни и ги споделивте вашите ставови со гледачите на Црвена линија. И некако еве со оглед на тоа што денес во Црвена линија го одбележуваме 4 март, кој што не случајно е издвоен како светски ден кој што се залага за борбата против гојазноста, прекумерната телесна тежина.
како светски ден. Интересно дека од вас гледачите некако дадовте насоки дека може би токму занимавањето со политика е еден од ризик факторите да се зголемува телесната тежина. Но она на што сме насочени, особено фокусот денес во Црвена линија, верувам дека никој од нас и не треба да биде рамнодушен околу тоа, е што е загрижувачки процентот на појава на гојазност кај децата. Дури 31% ке подсетам од децата во нашата земја имаат зголемена телесна тежина, а 14 дури проценти од нив се со прекумерна. Ова и го покажува студијата на Европската иницијатива за следење на дебелината кај децата. Она можеби што загрижува е дека всушност истражувањето е направено на опсег на деца на возраст од 6 до 9 години. Да ве слушаме, дали може би државата треба да има поинаков пристап, односно посилни политики за детската исхрана и нивната физичка активност. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, внимателно ве слушаме, повелете. Да, и многу е убава темата и загрижувачка. Дали државата треба да биде послена во политиките за детската исхрана и физичката? Јас се извинувам пред да продолжите. Дали користите интерфон? Не. Никако ми се разлива, ве слушаме, па ајде сега продолжете и користете само. Дали е добро сега да ве слушнам? Дали се слушаме? Да, сега се слушаме. Продолжете. Значи, јас би дала 50-50%, затоа што државата треба да биде во кругот на тие што даваат концесии за коите што ги држат основните училишта кои што имаат целодневна настава, а 90% се такви, каде што не се гледа што денеска само колку да се помине, како да кажам, за разлика од порано, кога се правеше менито во куните, која беше под државна капа, имаше доктор за исхрана и комисијска и од Министерството за здравство и за исхрана. И се одредуваше колку денес треба и месо да се јаде, и овошје, и зеленчук и све. А сега тоа е избришано, а заради ова родителите, како што викате вие, лека не се, тие се највеќе, затоа што имам пример од моите деца. Јас и мојот сопруг од многу работи се откажавме, меѓутоа двете деца ги пратите на спорт. И затоа нашите деца се такви. А храната што им ја даваат од трафиците. Благодарно за учеството и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Уште една напомена, може би малку изгубивме, да подсетиме особено за вас кои што прв пат ќе зборувате во Црвена линија, имете на ум дека 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Ке подсетиме, денес е 4 март, светот и го одбележува Светскиот ден за борба против дебелината. Ден кој што е целосно посветен на подигнување на свеста за едно од најголемите здравствени предизвици за 21. век. Секако дебелината не е само, ке подсетиме, естетски проблем, туку и сложено хронично заболување кое значително го зголемува ризикот од повеќе здравствени импакти, како што се диабетис тип 2, кардиоваскуларни заболувања, висок крвен притисок и мозочен удар, одредени дури видови на канцер, нарушено ментално здравје. Значи, здравствените последици се долгорочни, а превенцијата бара системски пристап. Од тука и ве прашуваме, дали ви се чини дека државата треба да има и посилни политики за детската исхрана и физичката активност? И ако направите некоја паралела со некогаш и сега, што е оно што недостасува? Може би за да се избориме со овој проблем на 21. век. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Добар ден, господин новинарке. Добар ден, ве слушаме. Вака, сакам да ви информирам, значи имам тешка мака, сакам да му кажете на здравството дека јас имам син, 33 дена е во
беше во кома, еве го сега ма изваја на машината и скафа. Значи, детето е цело лом направено, никој не се ангажира да го лечи од тие сестрите. Значи, молам инспекцијата за здравство да дојде во Битола, да го види детето мое, значи, кај што се мачи. Те молам, значи, господи новинарке, те молам, значи... Јас ќе ви укажам што да направите. Вашиот контакт број, оставете го во режија и сега кога дел од нашата новинарска екипа се разбира ќе... Сакам да дојди на лице место, да се договориме, да дојди... Оставете контакт број од вас, ве молам. Луда, како да го ставам? Во режија, секако приватниот број не го давајте јавно, оставете го во режија, ќе го запишат. 079? Не го кажувајте гласно во програма, господине, кажете им го на... Ако не се плашам, ја сич. Не треба да се плашите, но секако слободно направете го тоа, да го почитуваме правото на приватност. Во режија ќе ве превземат во овој момент и секако ќе го земат вашиот број. Ви посакувам... Дали може да му помогнете од режија, ве молам, дадете му насоки и превземете го неговиот контакт број. Ние да се навратиме на темата и секако од вас да слушаме дали државата може би треба да има посилни политики за детската искрена и физичката активност, односно дали може би треба да се има комплетно поинаква стратегија, бидејќи нели здрава младина е всушност среќна иднина. Добар ден. Дали се слушаме? Да не ме слушате како велам, добар ден, ајде онаму каде што навистина имаме активност, поприлично, така да и за оние кои што име полесно на социјалните медиуми преку коментари да дадете одговори на она што зборуваме со вас, пишувајте коментари. Еве што напиша Тихи Дон. Модерниот начин на живот носи предности, но и последици. Сите сме одговорни за последиците, посебно по здравието. Проблемот лежи во нас, дали ќе спортуваме или ќе се затвориме во 4 зида. Или ќе јадеме штетна храна или здрава. Многу фактори влијаат за нашите одлуки. Не можете да натирате солите памет некому. Добро. Значи не можете да натирате да солите некому памет со минимални примања или воопшто нема примања да јаде здрава храна. Државата во многу случаи директно влијае за здравјето на своите граѓани, но не можеме да ја обвинуваме за се. Треба да сватиме, ние ја сочинуваме државата. Се случува ерозија на сите вредности. Почитувани ве, дали се сложувате со она што го напиша на Facebook Тихи Дон? Дали сметате дека децата со прекумерна тежина се всушност здравствен проблем или повеќе општествен неуспех? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Според мене, децата со прекумерна тежина се општествен проблем, бидејќи здравството е дел од општеството, да подоцна сите тие ќе бидат пациенти. И што треба да направиме? Па мислам дека за тој проблем да се реши, заштитата треба да оди прво од семејството, потоа во училиштата да се зголема часовите по физичка активност, да се прават спортови кои ќе може децата да ги посетуваат бесплатно, бидејќи сите не се во можност да ги пуштат децата на спорт од материјални причини. И трето, ми се чини дека сериозно треба да поразмислиме она што го рече и господинот председател на директор на Фондот за здравство, да се оданочат нездравите продукти многу повеќе во однос на здравите продукти, но пред се ми се чини дека треба да се почне во семејството. Младите мајки како да заборавија сами да направат кифличка, се изгуби чувството децата да носат храна од дома и генерално ова е навистина сериозен проблем, бидејќи дебелината повлекува многу други последици подоцна. Еве во односи на физичката активност, ние бевме деца израснати нели надвор низ игра. Дали може би играта треба да се врати во... Апсолутно, тоа е пред се, затоа реков апсолутно и затоа поддржувам идејата на Министерката за образование за едносменско одење во училиште и тоа.
Така, благодарам многу за одговорите сега кои што не следите и учествувате во црвена линија. Инаку експертите глобално потенцираат дека борбата против дебелината не може да се сведе само на индивидуална одговорност, потребни се политики за здрава исхрана, секако и ограничување на маркетингот на нездрава храна за деца, регулирање дури на продажба на високо преработени производи во и околу училиштата. Добар ден! Добар ден! Ве слушаме, еве, дали државата треба да има посилни политики? Дали државата треба да има посилни политики? Да. Верувајте, државата нема никакви... има само политики за неја, а за никого другого. Би требало државата да ги прибере вработените по предпријатијата, да не се расфрлаат многу со државни пари, да доручкуваат, да ручуваат. Како може обичниот работник да со една платичка и доручек да јаде, и ручек, и дома да однесе? Значи, треба државата да обрне внимание, ние сме богата земја и треба да се обрне внимание на што вработените прават по нивните канцеларии и колку земаат, значи нема мерка, секој си оди доручкува каде сака, руча каде сака и се на трошок на државата, а сигурно и тие земаат како што зема обичниот работник, значи да речеме ете за доручек и за ручек што даваат неколку, не знам колку пари даваат се. Благодарам за учеството. Дојде времето да ги погледнеме рекламите, се уште имате време да дадете одговор на нашата Инстаграм анкета. Потоа следуваат резултатите. Почитувани, сега време да ги соопштиме и резултатите од денешната анкета на Инстаграм. А еве и што прашавме на Инстаграм стори. Децата со прекумерна тежина се под А здравствен проблем или под Б општествен неуспех? Еве како се одговори. Под А здравствен проблем одговорија 36%, а под Б општествен неуспех одговорија 64%. Благодарно за секој ден од вас кој што не следеше, зема активно учество што на Инстаграм, што на Фейсбук и секако со директно следење вклучување во ова издание на Црвена линија. Се гледаме утре со нова тема, а вие продолжете да се информирате на telman.com.mk и секако да уживате во тоа што следува, бидејќи следува да се кажеме со Горан Петревски. Довидување од мене.